Денеска се албанците тука за да ја вратат вистинската демократија. Не само демократијата која функционира само за еден дел од населението. Албанците се 1/3 од вкупното население тука во држава и нема да дозволат повеќе да бидат третирани и да уживаат само права кои некој друг им дава. Денеска е првиот чекор дека албанците ќе знаат да постават услови за било кој утре ќе има мнозинство во ова собрание. Протестираме денеска за целосна еднаквост, за бинационална држава помеѓу албанците и македонците, со Македонија двојазична и со граѓанство која функционира двојазично, а не само еднојазично. Протестираме за сите монтирани политички случаеви. Протестираме против сите тие што се поврзани со некаков начин со монструм, со монтираниот процес монструм. И тие што го монтира, а и овие другите кои не ги дават прислушкувањата за да излезе вистината. Замислете се, само еден случај имаше кај македонците, монтиран политички процес и тоа излезе. А кај албанците има стотици такви случаеви и ништо досега не е излезено. Денеска се албанците тука да протестират против ова власт. Не само против власта, него и против државата, која 25 години гази во овие граѓани албанци кои се. Денеска сме тука за да му кажеме доста на системот. Денеска сме тука за да бараме правда за тие кои бесправно лежат в затвори, но и за да одговарат пред законот тие кои имат трпано во затвори невини граѓани. Денеска албанците едногласно протестира и ќе протестираат уште повеќе. Благодарам. Имате ли други протести? Не ме слушна? Дали најавувате уште протести или како се на денешниот? Да, ќе има уште протести се додека албанците не се изедначат во устав и во права, во закони и сегде како равноправни народи со македонците. Дали е вистинскиот момент сега за вакви протести, господин Шојф? Никогаш можда за вас не е вистински момент. Ама ние трпиме 25 години. Ние трпиме 15 години од Охридскиот рамковен договор. Нема повеќе ние да трпиме.